Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Депресивна атмосфера во нашето студио, откако вчера Северна Македонија изгуби од Англија со неверојатни 7-0 во фудбал. И ние тука се договоривме, односно ја наметнав уредувачка политика, која победува нашата репрезентација во било што ќе нарекуваме Македонија. Победи Македонија. А кога губиме вака ќе нарекуваме Северна Македонија, затоа што Северна Македонија, сакале не или не, е дел од нашите животи и ги представува сите порази кои ние сме ги доживеале како нација, така оплеменети во едно убаво име. Така што мислам дека тоа е најсовршена комбинација каде што ние ќе бидеме и своевиден светски феномен. Кога победуваме ќе бидеме Македонија, кога губиме ќе бидеме Северна Македонија. Ивица, ти се свига ли оваа двојна формула? Само нешто ти кажам, се сеќаш ли на оној од 2014 година историски пораз на Бразил од Германија 7-1? Добро. И тоа остави трајни последици на психата на бразилците, мора да ти кажам, а и на германците. Затоа што, не знам ова дали знаеш, германците кои праќаат на светско првенство у фудбал, дозволено им е само од Бразил да загубат. И се замисли Бразил насред Бразил 7-1 го тепа. Не е битно, меѓутоа и ден денес бразилците кога ќе видиш некој века обесен нос, нешто мисли, србите нели викаат све се му лаже потонуле, сите бродови му потонаа, така. А бразилците ќе прашаат како си, вика остаеме денеска сум 7-1. Знаеш така што? И ова 7-0 е полошо како ќе видиш. Добро, сега. Олеснителна околност не е на градски, туку на Олд Трафорд. И олеснителна околност, што да е една озбилна. Абе не е сега, како се кажем, ние сме знаели да ги победиме, бе. Нерешено сме знаели. Добро да е тоа, исто од корнер гол да им дадеме, така ли е се. Али пак нерешено, добро, тоа имаме доказ дека ни србите комши, ние се радуваме и на нерешено. Добро, да, оние пораз се радува. Да, оние на порази се радува, но сакам да кажам дека сепак ова е едно понижување, па дури кога доаѓа од, не знам, ја на светско, на европско, секојаш најавам за Англија. Ја бев некаде тогаш како, не бев некаде во Европа и со некое друштво, знам дека излегувме во некој паб, демек само таму може да се гледа Македонија и Англија. Тој историскиот убавиот голот од корнер и така натаму. Па се обрукавме тука кој им запаливме знаме. Да, ти си зрадал. Меѓутоа се сеќам дека кога не им беше јасно зашто Македонија не пала. Сеќам дека кога даде Македонија гол, а ние демек знаеме, у пап сме се валја тука, се англичани бе. Кога рече цел пап се радува, кога тоа ти бил ирски пап. Овакво така што да, меѓутоа памтеа дека 3-2 сме ги победиле, не знам пред колку години. Ирците се со долго паметење нација. Да, добри се и они во фудбал. Да. Ние сега не сме тука експерти да даваме зашто изгубивме. Добро, ме репрезентација се гледаме, така и си навиваме. Далеку сме од експерти, сега да кажуваме изгубивме ради ова, мрмеот и го тргна, а ова беше, тоа не навлегуваме у тие. Овако, пошто не се разбираме во таа работа, да си признаеме дека не. Стварно се разбиваме само да навиваме и така. Да, и им оставаме на тие што се разбираат да си го коментираат. Тоа сега ние не планираме да ја зазимаме таа улога, само сме разочарани како обични гледачи. Не, а тоа што викаш таа епизодата кога знамето се палеше. Тогаш бев на студија во Америка и некако сите студенти од мојава генерација што бевме тогаш. Не. Сеќам дека се собравме во Њујорк, ама тогаш во еден англиски паб. И се нормално студенти таму долго време не си бил дома. Кога рекоа тие сцени од градски стадион, па солзи навреа. Кога викнавме да навиваме и беше интересно дека кога англичаните дадоа гол, видовме дека цел сите се таму англичани дури почна да не викаат веќе не пеете, па ние продолживме. И потоа толку частења не сум добил цел живот. Беа воодушевени што насред англиски паб некој навија против Англија. Добро, англичаните се народ што прифаќа. Генерално тоа ги прави. Ако видат пркос,
Да, прифаќаат. Да, и достоинство, да. Прифаќаат и тоа ги прави добри како нација, како концепт на размислување, освен кои идат у Грчка на одмор. Тога сакате, знаеш, сегде сакаш нели англичани, али кои идат у Грчка на одмор, Шпанија, Маљорка, сакаш да избегнеш малце, да не бидеш таму. Па не е само таму се зависи кои англичани се, знаеш, имаш тука различни социјални слоеви, класи. Оние шидат као нас у поевтино сместување. Значи изборуваме за оние што се бравари по Йорк, Ливерпул, па и Лондон, источен и така натаму, за што живеат негде. Не знам дали виде пред некој ден излегло во Сан или во Daily Mirror од Томас Кук. Чекај, ова е интересно. Кој ги спомена веќе туристиве. Нека да го ставив токму затоа што мислев дека ќе дискутираме, знам дека ти Англија сакаш да дискутираш, чекај се малце. Да го најдем. Аха, еве го. Упс, не, тука сме. Не е битно. Битно е само дека беа смешни тие од Томас Кук, например, кои забелешки да ги имаат луѓево и вика, бевме, вика, во Шпанија на одмор преку вашата организација, вика, и зошто не ни кажавте, вика, дека таму сите зборуваат шпански. Некои такви забелешки. Или зошто во брошурата не пишуваше дека на море, вика, мора да си купиме купањи, па имавме екстра трошок, вика, ќе ни го вратите ли трошок, вика, за интересно, да. Али добро. Сега, ние политички може да дискутираме. Не може за поразов. Политички таму беа Бујар Османи и Димитар Ковачевски таче. Сега, ја да бев фудбалер, немаше тоа многу да ме мотивира вака да бидам искрен. Види, може да имаат и баксузи се. А не видов овие беа премиерот и министрот за внатрешни работи на Британија на утакмицава, не беа? Мислам дека они идат само и на финале, знаеш, тоа е сепак озбилно. Таму имаат... Не, добро си одат, бе се убават. Да. Не, ама неделно имаат 7 поатрактивни утакмици у Англија од тоа да ја гледаш Македонија. Ама Англија репрезентација игра не за Африка. Има врска, игра некакви квалификации, не игра финале на европско или нешто се. У држава која учествува на сите светски и сите европски првенства не е квалификација ивент, као да ти објаснам. Тоа е некој low level. Тоа е ивент за нас, пошто настан за нас, битен, затоа што ние нити сме играле на светско, нити на европско фудбал зборам. И затоа ни е јако, као... Еве, сега... Добро, ма овие го измислиле фудбалот сега, ќе видиш така. И тоа е дискутабилно дали они го измислиле. Па кој го измислил? Се не зафркавај, се немој си ти овие тезиве сега дека некако мистериозно фудбалот е... Не, ја например, мене омилена, ја секое светско првенство ја пеам таа It's coming home, football's coming home, како фан. Никако да дојде. Како да, и никако да дојде. Добро, 1966 беше, единствен пат која... Да. И ја како голем фан на Англија постојано ја правам и сега дури си ја прилагодив и за бебево кога се враќаме дома со количка, му пеам It's coming home, Simon's coming home. Значи, тоа одговара, ја пренамен. Добро, ма Сајмон доаѓа дома. Он доаѓа дома, за разлика нели од Англија, што никад пехарот да го зема, и се надеваме на наредното. За не без за Македонија се надеваме, како за Англија се Англија. Фан сум на Тотенхем. Тотално не атрактивен клуб. Ньюкасл ми е исто омилен, овие ги неќам. Види, има добра лига, не навијам за никој, затоа што има добар фудбал. Не, најдобра лига имаат. У моментов имаат најдобра лига, реално. Да. У моментов италијаниве, шпанциве сите хаскаат, овие трошат многу пари. Цел свет пере пари у нивниот фудбал и тоа е тоа се. Така да оставиме со фудбалот, се молат Бујар Османи и Димитар Ковачевски да не одат на утакмици. Затоа што кај да отидат носат малер со себе. Инаку мора ти кажам дека сега има една серија ми текна. Праша викам кој е таму, дали овој Джеймс Клеверли што е нели министар за надворешни работи бил таму. Знаеш зашто го гледав, се ми се допадна типичен британски хумор. На Netflix има една интересна серија се вика Дипломат, која што зборува демек за нова американска амбасадорка во Лондон. Та комедија е нормално.
И сега Джеймс Клеверли го прашуваат што има врска таа емисија со реалноста. Нема голема врска со реалноста. Нормално, меѓутоа ми се допадна во типичен британски начин, вика, па види, вика, единствено, вика, министерот, нели, за надворешни работи на Британија, вика, еден паметен, вика, изгоден дечко, вика, тоа е најблиско до вистината. Така што си даде себе си еден фин комплимент. Да, бевме на европско и не се обрукавме точно, ама со Англија и Украина се обрукавме. Еден слушател, друг виле, дали треба да има смени во ФФМ? Појма немам. Значи, најискрено почитувани слушатели, ако очекувате од мене коментар за таа работа, не, види, единствено нешто што сега што појма немам. Не, друго сакам да ти кажам. Единствено нешто што мене па вака ме интересира од хоби понекогаш, нели почна се развива на науката за статистика во фудбалот. Тоа ми е многу интересно, мора да ти кажам. И ако некој мисли дека таа наука со статистика во фудбалот нема примена, нека помисли колкав е обратот што се прави од овие кладилници, бе. Нема дозволи, тоа е примена на таа наука. Овако, каде што знаеш се анализира буквално секој играч, секој тим, секој перформанс, тоа е многу интересно. И врз база на тоа се дават тие коефициенти. Да, но друго сакам да кажам, ако нешто кажуваат тие бројки, кажуваат дека за разлика од другиве спортови, фудбалот има во себе значени организацијски и долгорочни аспекти и Фудбалската федерација на Македонија треба да овозможи само една работа. Се што е талент во Македонија деца и се што е талент деца со македонски пасош во Европа, да им даде шанса да игра за репрезентацијата, да ја развија таа репрезентација и може да се даде феноменален резултат. Всушност репрезентација и така успеа. Ја овој не знам како се викаше тренеров, појма немам. Мрме. Не, Мрме сега е Милев. Да, точно. Мрме нели го отпушти, пошто беше многу добар човекот, стварно беше извонреден. И сега овој сега тренер многу беше јако, на 7-0 губиме. И он кој им објаснува, вака прави со ракава, да не го чуеле. Која е тактиката што ќе ми ја кажи, тоа го фати. Така кажеш при 7-0. При 7-0 човеков. Па добро да видиш, значи има надеж. Го крие пеколниот план, како да кажам. Не се разбираме во фудбал, не знаеме што треба да направи ФФМ, нека си има таму експерти, нека си видат, нека си размислат. Но нека земат и експерти. Ние може да коментираме евентуално. Нека земат и експерти за менеджмент, не само експерти за дизајн на дрес, нешто така да си правим обед лош е добар, не ми е така лош, ми се свига. Затвараме со фудбалот. Северна Македонија изгуби, кој ќе победи ќе биде доволно Македонија. Доволно само северна да кажеш, не. Да, северна изгуби, одиме со блок на реклами по кој се враќаме со одговор на прашањето кој е пеколниот план на Бранко Црвенковски. Ивица, вчера имавте вие таму дипломатски совет, овозможивте Бранко јавление. Амбасадорски совет, совет на амбасадори. Совет на амбасадори. И лани имавме, сеќаваш, ти тогаш не беше тука. Овакво Ирлани исто имаше едно слично обраќање. Еднаш годишно вие Бранко си го... Па сега поранешен председател, а сега... Шо каже бета? Значи, најбитно е, прво, изнесе иницијатива, интересна иницијатива, за еден меѓучекор на Западниот Балкан до целосна европска интеграција. Меѓучекор кој ќе подразбира две работи, итер влез на сите 6 земји во заедничкиот единствениот европски пазар, тоа е првото. И второто е истовремено да бидат отворени структурните и кохезивните фондови за сите земји од Западниот Балкан како да сме членки. Значи, ова да биде некоја меѓуфаза до полноправно членство. Не ни дадат пари? Не, сега да ни дадат пари. Значи, ајде прво е побитно. Значи, што значи влез во единствениот пазар? Тоа значи дека македонските граѓани, македонските компании, македонското општество целосно се интегрира и се изедначува со статусот со европското општество. Значи, јас сега ќе ти кажам. Пази, знаеш што значи тоа? Имаме лакмус. Еве едноставно. Патуваш било каде, така? Во Европа. Добро. И нели има онакво едно Европска унија, европски економски простор и така натаму како башка за влез. Да. Ние идеме кај други земји, заедно со целиот свет заедно. Сега идеме ваму, тоа е едно.
Второ, македонскиот пасош има еднаква вредност како пасошите на сите земји членки на Европскиот економски простор. Што ќе рече, со македонски пасош ти слободно ќе може да одиш во Унијата, слободно ќе може да... А кон другите земји? Кои други земји? Кон Америка, Англија? Не, види, таму си важно... Види, Америка, Англија и сите останати земји. Они чак и кон земјите одделно имаат... они ги гледаат сите како посебни суверени земји, знаеш. Да. Битното е, ние се интеграме. Понатаму, македонските компании веќе немаат никакви бариери, никакви пречки, па европските компании тука. Значи, некој од Лисабон му текнало да отвара бизнес у Скопје. Го отвара. Нели? И функционира како македонска фирма. Без никакви пречки, без ништо. Исто и некој од нас, кој сака, значи, членство минус немаме комесар, така? Немаме европратеници, немаме таму луѓе вработени во институциите, но што имаме, например, на експертско ниво, кога доаѓа нова регулатива, директива и така натаму, ние учествуваме до моментот додека тоа не дојде до политичко ниво. Што е извонредно, затоа што знаеш, почнувате ви и наши дека Ја дека сега. Имам еден лахмус, извинувам. Ајде, слободно. Мене лахмусот ми е вчера Тричко и Ненад Јовановиќ одма со дрва и камена по Бранко за неговиот предлог. Еве, кој е тој бисер балкански што на Бранко Црвенковски му го напиша денес писменцето бране и бара на Европа кеш. Кој вика тоа? Демек, ако не сака, нека даде пари. Хе. Бране мангупот, мислител од Солунски патрди и шармот негов изветрел, не знам овој што зборе. Кој тоа, Тричко или... Ова е Јовановиќ, Тричко ненормален, нема прави потреба него и сите таму што сте биле, иако он е ненормален. Значи, што сакам да ви кажам, има врска. Овие не се фаќаат за најголемата глупост. Вика, а што ќе добие ЕУ од друга страна? Така? Пазар бе. Не само тоа. Не само тоа, него во моментов ЕУ нели е загрижена за безбедносни предизвици во регионов, кинеско влијание, руско влијание и така натаму. Еве ви запира тие, знаеш, онако еднашка. Значи земјиве се едноставно се вкотвуваат во Европска унија. И види, да ти кажам, во момент многу вакви идеи во овие think tankoви, академска заедница, медиумска заедница циркулираат. Се вклучува, значи дискутираме на различна тема. Зошто иницијатива од Бранко Црвенковски би имала вредност? Тој ја водел Македонија и како премиер и како председател. Сега не влегуваме како ја водел, што ја водел, но ја водел, точка. Значи, тој излегува и вели, еве, ова може да се спроведе. И тука морам да кажам дека он 3 пати подцрта таму, дека намерно иницијативата изложува пред Советот на амбасадори, затоа што Советот на амбасадори во моментов е единствената македонска невладина организација која што содржи внатре во себе луѓе од сите политички опции, од сите етнички заедници, од сите, значи ги надминува поделбија во македонско општество. Тоа е многу тешко се одржува во живот, меѓутоа нашиот досегашен председател амбасадорот Мухамед Халили успева да го направи тоа. Намерно ја избра таа сцена, Црвенковски, за да го лансира овој свој предлог. Предпоставам дека сега понатаму тој ќе го разработува и ова и ќе го образложува. Меѓу другото, каже една интересна констатација. Како рече, Македонија вика ги отвори, но не ги започна преговорите. А зошто Црвенковски не му даде подршка на Ковачевски? Како што беше очекувано од медиумите блиски до СДСМ? Од медиумите најблиските до СДСМ медиум. Па еден медиум беше само што излезе со такви. Тој е најблисок до СДСМ. Значи, и ова е, види се, значи Црвенковски даде една убава идеја по мене. Сега не знам, не коментираше дневна политика. Не. Уставни измени, мислам, он е против уставните измени, одамна се декларираше така. Не, види. Значи, ако се гледа структурата на ова што го зборуваше поранешниот председател, структурата вели дека тоа е ситуацијата во која што се наоѓа земјата и регионот. Ајде да видим идеја тоа да се надмине. И види, идејата е добра.
идејата треба да се поддржи. Ја очекувам сега дека овие стопански комори ќе излезат ќе поддржат. Тој притоа рече дека и берлинскиот процес не гледа дека има не се конфликтни берлинскиот процес и отворениот Балкан, туку напротив дека се компатибилни. Тој притоа кажа дека многу повеќе му се допаѓа отворениот Балкан, зашто е автохтона самоникната иницијатива овде, дека е мал хендикеп што внатре не се Црна Гора, Босна и Косово, но очекува тие внатре да влезат, и тој самиот кажа ова, вика може да се тера и преку берлински процеси, преку отворен Балкан, и преку трета организација, и преку билатерални договори на Европската унија со секој од земјиве членки, односно на Европскиот економски простор, така што види. Ивица, ајде им одговориме малце на слушателите. Кажувај. Еве, Бранко Србиновски, стварно секој сабајле ни пише. Човекот вика, љубе, со вас го пијам првото пензионерско кафе веќе 1 месец. Понекогаш сакам да чуем нешто поразлично од она што јас го мислам, мора нешто да менувате. Повеќе од 100 не сте имале. Ајде малце за БРИКС да збориме, ајде зошто не сме пратиле никој на PMF23, натака оди светот. До август не ти пишувам ништо, ќе ти пишам после БРИКС у Јужна Африка. Вели Бранко, Ивица, што е, ти си бил амбасадор во земја членка на БРИКС, тоа е една интересна унија таму. Добро. Таму се Бразил, Индија, Русија, Индија, Кина и Јужна Африканската република. Дали БРИКС е некаква алтернатива за нас? Не е затоа што види се. Еве да му објасниме на господинот Србиновски. Ајде вака да му објасниме на господинот. Да. Наједноставно. Значи, секоја земја си има своји национални интереси, секоја земја е себична во однос на своите национални интереси. Дали Македонија треба да соработува со БРИКС? Да. Дали Македонија треба да има не само дипломатско присуство туку и да ги следи сите настани поврзани не само со овие БРИКС, него и Г20. Ќе објасниме и тоа што е. Да. Но географијата наша е таква, географијата меѓу другото наложува нашата економија да биде насочена во еден или во друг правец, нашата трговска размена во огромен дел, не речам над 80%, е со единствениот пазар на Европската унија. Останатото е со регионот кој исто така се стреми да биде и што е вмережен таму. Што е там. Да. Имаме, не е дека немаме, еве со Бразил имаме околу и со Латинска Америка 4 до 7% исто, знаеш, не е малку тоа. Меѓутоа се знае кај е тежиштето на нашава соработка. Ние сме толку поврзани со Европа што секоја криза во Германија се одразува на нас. Сега, не само заради мојот багаж дипломатски, таму сум бил амбасадор, туку едноставно и за моите интереси. Мене ме интересира меѓународна политика, дипломатска историја, генерална историја, современа историја. Ја следам целата приказна околу БРИКС. Како еве сега во моментот Јужна Африканската република е председавач со БРИКС. Тоа е една интересна работа. Други тие зборуваат дека се направиле и аки на БРИКС. Дали ние зборувавме аки на Европската унија, се зборуваат за аки на БРИКС, што е нормално, не е толку, нема споредба тука. Значи, европското законодавство е толку длабоко ги врза овие земји, што еве единствениот пазар, значи функционален е. Не може да не збориме дека е функционален. Степенот на интеграција на Европската унија е без преседан. Нешто што не се случило во светската историја. Тоа мора да им се признае. Нема тука. Меѓутоа, БРИКС ја развива соработката. Дали овие економии ќе продолжат да растат во светот? Ќе продолжат сигурно. Значи, како да кажем, Индија за $10 да го зголеми личното богатство на секој индиец, тоа се милиарда луѓе. И сега, дали светот е променет? Променет е, многу е променет. Но, ние се наоѓаме во Европа. Да, точно. И нас фокусот ни е Европа. И ние на еден или на друг начин не велам ова да го игнорираме никако. Но за наше добро... Види, постои и за жал, постои и внатре во МНР, што ја не можам да си го замислам. Но постои во наше општество едно подценување. Што ке ни е нас тоа, не знам вака, не знам така. Значи, види, кога си држава, си држава. Кога си држава, во сите главни градови, не само на БРИКС, него и на вие од Г20, мора да имаш амбасади, мора да имаш соработка, мора да ги следиш работите. Да, не само економскиот аташе, туку и политика, бе брате,
и дипломатија, нема тука играчка. Суштината, почитувани слушатели, е дека ние сме во Европа. Да. И ние не може да бидеме успешна приказна без да влеземе на европскиот пазар и да бидеме дел од европскиот пазар. Не може да го заобиколиме она што е насекаде околу нас. И не само тоа, туку гледаме дека и начинот каде патуваме, каде студираме и така натаму, тоа е просторот. Во однос на... Се види, може тоа ќе се промени, Љупчо, не зборам, за 20 години сигурно светот ќе изгледа поинаку. Меѓутоа, нормално и ние ќе еволуираме со тој свет. И Европа ќе изгледа поинаку, сигурно. Никој не може да каже во која насока ќе отиде Европа. Меѓутоа, во моментов не постои никој кој што сака да го уништува единствениот европски пазар. Билјана, наша слушателка, ја коментира идејата на Црвенковски, вели, идејата не е лоша, ама треба да се доразработи, можеби треба во меѓу чекорот за кој говори Црвенковски, да се сетираат и бенчмаркови за корупција и судство. Не. Еве, зашто ќе речам не? Затоа што по мене таа работа треба да е наша внатрешна работа. Европската унија тука може многу да помогне и треба да помогне. И процесот, овој процес во моментов не треба ништо да го кочи, по мене. Значи, гледате, и самите земји членки во Европската унија кои што влегуваат овој посткомунистички блок имаат проблеми со овие работи. Значи, таа работа не може преку ноќ, нема магично стапче. Значи, ако луѓето мислат дека на крајот на преговорите дека ќе има совршено судство виделство, нема тоа да се случи. Дали ќе има подобрување, ќе има подобрување. Дали ќе има значително подобрување, пак зависи од нас. Се согласувам, диалогот мора да се отвори, можеби слушај, и без разлика на преговорите, Македонија може некој билатерално да им каже на со европејци, еве, скрининг го заврши, ние ќе тераме како да тераме преговори. Дури да не тераме преговори, да. Но различна е оваа иницијатива. Значи, председателот Црвенковски вели да влеземе веднаш во единствениот европски пазар. Со 4 слободи за граѓаните, за правните лица и така натаму. И на тој начин постигнуваме едно трајно интегрирање на земјите од регионот, а членството, никој не се откажува од членството. Членството ќе се реализира кога Европа ќе биде подготвена да слуша и подготвена едноставно за прием на земјиве во Европа. Тоа е целата работа. А инаку види, пак ќе кажам за БРИКС, мора тоа да го следиме, мора тоа одблиску да го следиме, мора да си ги бараме шансите за нашата економија, за нашиот развој преку оваа соработка, но пак ќе кажам, при тоа таа е економијата, таа е географијата. Ја разбирам и гневот на луѓето. Гневот е ради неправдите. Ради Европска унија, ради НАТО, ние имиња менуваме, не знам што се не правиме, земјава ја раштрафивме, ја направивме непрепознатлива. И во право се. Неправедна беше. И Европската унија и Соединените американски држави кон оваа земја. Неправедни беа целосно. Меѓутоа, како да кажам, неопходноста наша произлегува од нашава географија, таа не е оваа земја меѓу Индија и Кина, не е оваа земја во Латинска Америка, не е оваа земја во Африка, во Европа, е насред Европа е. И структурата на економијата, еве, и да решиме структурата на економијата да промениме. Не може тоа преку ноќ. Така. Еве, ќе кажеме исто една работа за нашиве гледачи и слушатели. Овие што проучуваат економска историја, не знам дали знаеш тоа, Љупчо. Во годините од кога нели србите тераат некое кнежество, стануваат, па бугарите стануваат некое кнежество, економски отоманска Македонија може би дури да е економски поуспешна и од Турција и од Србија и од Бугарија. Знаеш ли зошто? Затоа што нивната економија била нераскинливо поврзана со економијата на Отоманската империја. Ти кога ќе ставиш граница, ти одеднаш губиш економски. Овие овдека, нашиот простор, останал дел од тоа. Значи, илустрирам, без разлика, многу посиромашна била Македонија, нема споредби и така натаму. Но, чисто да се знае што значи тоа кога имаш еден економски простор. На крајот на криштата, еве да прашаме, кога беше Македонија економски поуспешна?
како самостојна држава затворена после самостојноста или како дел од југословенскиот економски простор. Секако дека беше поуспешна која беше дел од југословенскиот економски простор. Така. Да немаме сомнеш. Така што, пак да кажам, мораме одблиску ние да го следиме БРИКС. Сепак, ние сме во Европа. Во Европа сме, да. А инаку види, има и таму. И немајте да го заборавите. Тоа зошто мислиш дека доаѓаат овие напади кон Црвенковски, зашто го кажа вчера? Па заради изневерените очекувања. Ја мислам дека тие очекува дека Црвенковски ќе излезе и ќе каже нели да живее Бојан Маричич отприлике или дека стратегијата на не знам, на Бујар Османи е извонредна за или пак дека да рече дека треба подитно нели да се пристапи кон уставните измени. Наместо тоа тој види, ако се анализира суптилно пораката на Црвенковски, јасно е дека тој не очекува уставни измени. Јасно е дека тој не очекува, да речеме, дури и да има уставни измени, дека тој не очекува дека Македонија ќе се придвижи кон него. Ми се чини дека Плюс Инфо го објави целиот текст на и нам ни го пратиле, така ми рекоа. Добро. Целиот текст на говорот негов. Кога го читаш, тој самиот кажува, сега ја не зборам со негови зборови, него го парафразирам. И да почнеме со преговори, кај ќе завршиме во друштво на Црна Гора и на Србија, кои 10 години преговарат и никаде не има европската интеграција. Да, навистина мудро од господинот Црвенковски, морам да кажам. Да. И се види. Како можеби дека кога беше премиер да не беше 30 години, да беше на оваа возраст, можеби многу подобро ќе водеше Македонија. Секој човек и тоа, почитувани слушатели, кога ќе чуете нови лица, кога ќе чуете млади лица, немојте никогаш да забравите дека Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски како млади лица, ајде да не кажам што е направија на Македонија, што ми доаѓа прво. Да кажам, значи остајте го тоа со младите лица. Па добро, и Зоран Заев и Никола Груевски беа млади која дојда. Да, значи еве го и Ковачевски, не е во младите. Нас ни треба политичари со бели коси, луѓе што имаат така малку километража за овие функции. На врвните функции се. Нормално не може, тој мора да расте низ. Да, така. Затоа олабаете се малце, почитувани слушатели, од тие таквите кои ве лажат. Млади, свежи и така натаму како. Млади, свежи, еве го гледаме Црвенковски како старе. Дава се посвежи идеи, така можеме да кажеме. Не, види, ова е заокружена идеја, ова е убав концепт, јас се надеам дека меѓутоа едно што го кажа многу ми се допадна, во смисол кажа дека Брисел ке не слуша ако настапиме сите 6 земји заедно. Вика добар коментар од слушател, вели дојде време и Бранко на сите да не чинија на СДСН да не му чини. Каква иронија, Боже, чувај. Не, ама сега да бидеме искрени сега, тој таму кажа, вика. Добар, вика, сега добар ни е, вика и Бранко од овие што се лоши. Сега тој кажа, вика, дека не сака да се даде печат на неговата иницијатива, дека припаѓа на ниту една партија. Сега, значи, сака да каже дека иако тој бил икона на СДСМ, лидер на СДСМ долгогодишно, сепак сака ова да се гледа како една иницијатива на човек кој што веќе не е во политиката активна. Сега, нормално како, види, не може тој со сите, со целиот живот што го имал, да се целосно да се абстрахира од политиката. Но... Добар ден, почитувани, во еден портал прочитав дека Макрон се јавил кај претседателот на Јужна Африка со молба да присуствува на самитот на БРИКС, иако е можно да се обрати. Претседателот бил изненаден од Макрон. Ај, престанете Србин Инфо да читате. Значи... Не, знам дека, види, Макрон нема проблем, очигледно, пази се, Франција цитира... Ама ова сега порталу, он се јавил, да, се јавил, да. Били... Види, па може и ќе поканат, зашто да не го поканат на крајот на крижата, што има лошо да биде Макрон присутен на состанок на БРИКС? Што има лошо во тоа? Зашто да не? Значи, тоа е една соработка, види, сега, да дадеме малце преглед. Како настана БРИКС? Значи, првата соработка беше трилатерална, како еден триаголник. Беше Русија, Кина и Индија. Подоцна, двајца големи дипломати од голем маштаб, едниот е Селсо Аморим од Бразил, во моментов Советни... Интересен текст, тоа вика
opens up the possibility of BRICS++. Значи, нещо интересно. Нема, зашто да не. И се слушај, они го дадоа Бразил, тука Селсо Аморим и Лавров ја играат таа улога, и почнаа со овие средби. Прво почнаа со средби на председателите. Па председателите за да се сретнат, нали, треба да се сретнат министри за надворешни работи и тоа да го планираат. Па затоа што тука има, знаеш каде? Они се согласија дека на една точка се среќаваат. Знаеш која точка беше тоа? Дека архитектурата на светот економска и финансиска не одговара на развојот што овие земји го има во изминативе години. И они бараа промена на начинот на кој што овие финансиски институции, Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка се устроени. Значи на таа точка они имаат една усогласеност. Има точки кај што немаат никаква усогласеност земјите од БРИКС. Еве, зошто нема антитерористичка политика на БРИКС? Затоа што секој од овие земји тероризмот го гледа на еден различен начин. Политички, да речеме, БРИКС, меѓу другото, БРИКС самитите служеа и за надминување на проблемите меѓу Кина и Индија, кои што не се мали. Посебно во Хималајскиот граничен појас кој што е меѓу двете земји. Значи, пази, не е тоа наивна работа. Друго, секогаш има дискусија дали Јужна Африка припаѓа кон БРИКС, затоа што знаеш, како видиш, многу е помало. И по број на жители економски, знаеш. Меѓутоа, види, они решиле да имаат еден африкански представник таму. Исчезната е подморницата Титан. Таа отишла да истражува нешто за Титаник бродов да го гледа, но ја нема, а има воздух за 70 часа, по 45 минути по нурнување и тој ја нема. Има екипаж од 5 луѓе, мала подморница, научници кои гледаат таму, ево ова е сега во свет. Не само научници, бил таму и некој милиардер кој што сакал да го гледа Титаник, така што. И што му требало таа работа? Аби добро се, различни имаш, да. Ќе му гледа, тој од пари за луделе, Титаник потона, доле ќе го гледаш ти. Пушти си го златен филм има со Леонардо Ди Каприо. Ајде се. Та сцената со раката од младоста ми отворила многу чакри. Уколава доле, замаглено. СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ уште се препукуваат во однос на уставните измени. Добра, ма тоа Пендаровски е... Те прашам, го чита некој тоа? Тие сообщенија, да. Више стана тоа дегутантно, јасно е веќе, да. Нема уставни измени, ВМРО-ДПМНЕ не прифаќа, но Пендаровски во интервју за Фактор па вели дека он некако насетувал дека можно е да се пазареле пратеници. Пратениците да ги пазари? Да, дека они ќе имало пратеници ќе гласува. Еве, јас апелирам тука кон председателот Пендаровски, ако постои некој налудничав план да се влегува во истото сценарио како што беше за Преспанскиот договор, еве, апелирам до него да не влегува во тоа сценарио. Не е невозможно. Јас се надевам дека не е влезен во тоа. Да се стигне до 80 пратеници. Апелирам да не влегува во тие глупости, еве. Да, апелирам, значи Пендаровски да не влегува во такви авантури кои што не му се потребни. Не, добро, не. Може само да оговара. Пони така само си оговара. Значи, не знам од кај му се податоците, не знам што му се идеите, но не е убаво тоа. Еве, кажам. Не е ова... Пендаровски никад не му нит став одржал, нит не знам ни што се замараме со оваа негова изјава, но повторно се обидуваат еве на некаков начин да ја извадат темата. Се продаваат мнозинските удели на клиниката Жан Митрев. Тоа е интересна тема, сега не знаеме што се случува тука. Холандскиот инвестицијски фонд Balkan Alliance Helter БВ ќе стане мнозински собственик на приватна здравствена установа клиника Жан Митрев преку продажба на удели. Комисијата за заштита на конкуренција објави известување за концентрацијата со која оваа компанија ќе стекне директна контрола над клиниката. Сега, искрено да кажеме за таа клиника, знаеш дека се зборуваше дека се заинтересирале за таа клиника
двајца поранешни македонски политичари кои што сега веројатно и нападите кои доаѓаат за не судските прогони доаѓаат поради тоа. Сега да видиме кому е продадено. Да бидеме објективни, но не може сега да ги браниме затоа што ни се спонзор на порталот и малку е конфликт на интереси, а ние како медиум да застанеме за тоа се држиме на страна од тој судски процес, затоа што за разлика од некои медиуми кои земаат пари за некого да бранат, ние кога некој ни е маркетинг партнер се повлекуваме за да не изгледа дека на некого за пари му обработуваме, но очигледно е дека тоа беше политички притисок и сега можеби оваа продажба во Европа е за тој капитал да се обезбеди преку некоја европска компанија за да не може тука да си играат овие што сакаат да си играат со оваа сериозна институција. Точно. Можеби е и како што се случи со Ачибадем Систина, нели, кое што Орце таму се врза со турците и тоа е тоа. Да, и сега не можат затоа што кога имаш странски партнер, многу е потешко некој така да те напаѓа, да те гњави. А не, друго вели овој, ако опозицијата го одржи новиот пристап. Ама нема нов пристап, тоа е суштината. Тоа е тоа. Почитувани слушатели, тука негде ја завршуваме оваа наша утринска емисија. Мислам дека беше доволно Ивица за ова утро. Да, го протолкувавме. Не го дискутиравме само ова како резолуцијата од германскиот парламент се дискутира во бугарската јавност, ама и да оставиме нешто за утре. Резолуцијата од Германија е за заблагодарување, но е тотално небитна во однос на нашите стратешки интереси, а по се изгледа и во однос на нашите европски интеграции. Ќе видиме, ајде. Почитувани слушатели, останете со 107,4, ставете subscribe на нашиот YouTube канал. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ова утро техничката реализација беше на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.